Добитник на првата награда се авторите Александар Методиев и Сузана Мицева. Ке ми дозволите накратко да го прочитам образложението. Анализата кревките шуми на авторите Александар Методиев и Сузана Мицева во фокусот го имаат пустошењето на шумите. Во теренското собирање податоци на планината Јабланица, новинарите заедно со граѓански активисти на самото место затекнуваат исечени дрвја и коњи кои што се користат за пренос. Во разговор со луѓе во напуштена куќа дознаваат дека станува збор за дрвосечачи од Албанија. Преку овој пристап со теренска анализа јавноста дозна и виде дека македонските шуми ги пустошат не само локални дрвокраци, туку и луѓе од соседството. Тоа го вклучи алармот кај полицијата која поднесе кривична пријава за кражба на дрвја и пустошење шуми. Едночасовниот документарен филм на Методиев и Мицева покажува темелен и аналитичен пристап во собирањето и обработката на информациите. Кревките шуми е темен пейзаж за состојбата со македонските шуми, кои се повеќе се соголуваат, а одговорноста за тоа е ретка или ја нема. Ве поздравувам повторно од Бон и благодарност до Советот за етика во медиумите на Македонија и до УНЕСКО за организацијата и доделувањето на оваа награда. Бескрајна благодарност до жирито која ја препозна важноста на оваа тема и одлучи да ни ја додели првата награда. Сето ова немаше да биде можно без финансиската поддршка од Journalism Fund од Брисел, кој односно оваа организација беше првата која што ја препозна важноста на темата за состојбата со шумите и причините зошто тие се наоѓаат во таква лоша состојба. Сето ова исто така немаше да биде можно без несебичната поддршка и вложување на Сузана и Димитар Мицеви. Ви благодарам за се што направивте во минатата година за реализација на 4 документарни филмови кои што ги направивме и што бевте подготвени да влезете и во разбранувано езеро додека над нас се спрема бура или да одиме таму каде што имаше траги на мечки или пак да стоиме на карпи за да снимиме подобар кадар. Ви благодарам за целото вложување и ти благодарам Сузана за твојата креативност и мотивирањето да продолжиме натаму. Исто така ова немаше да биде можно без членовите на невладината организација Natura Lab со кој што јас денеска зборував и ними ми е битно да принесам една порака и така ќе ја прочитам сега, бидејќи имаат чувство дека не се доволно слушнати, првенствено од институциите, и тие велат дека од нивни неофицијални информации, покрај тоа што има иницијатива за прогласување на Јабланица за национален парк, тие имаат информација дека на терен почнале да се доделуваат договори за продажба на огревно дрво меѓу национални шуми и истите фирми и лица, кои што беа третирани во документарниот филм и дека тие се спремаат за предстојната грејна сезона, што значи дека криминалот продолжува, вели адвокатот во ова здружение. Голема благодарност исто така до телевизија 24, Нехру Хоџа, програмскиот директор таму, како и до телевизија ВИС, канал ВИС, кој што го емитува овој документарен филм. Важноста на поддршката на независното истражување, односно на новинарите кои што работат на вакви проекти, е битна не само за здравјето на општеството, туку и за здравјето како физичко, така и ментално на новинарите, па се надевам дека и од страна на Европската Унија и од други организации таквата поддршка ќе продолжи. Александар, благодарам и честитки уште еднаш за наградата. Да молам аплауз. Дали може да видиме сега барем едно мало делче од видеото повторно? Се овој пут активисти сами го учат за да можат да носат камион. Одваму имаме проект изработен кој што имат извори горе. Сечава се случаи баш во изворите кај што ни е проектов обработен и гледајте водава колку ни е намалена од ова дива сеча. Значи овде не врши никој контрола над сечата, се сечи нерегулирано во шумава, мојте и сами да се уверите и да видите.
дека во ова подрачје никој не контролират и се прават пустошија на шумата, гледате и сами колку е исечена. Значи ова е организирано со шумското во предпријатие во Струга и некои фирми од Велешта, кои што имаат работници пред се од соседната држава Албанија. Полицијава му има направено неколку пати акции, но пак луѓево не престануваат со овие пустошења на шумава. Имаме предпоставка дека започнува од шумарите, шумската полиција, ЈП национални шуми, Струга, дирекција Струга, ЈП национални шуми, дирекција Скопје, па се до обвинителството на ОЈО Струга. Чапуном. Drutim. Pa ne kemi pronarët, kemi ne punëtori jemi. Çine keni? Boj. Boj. Ви благодариме. Ви благодариме. Ете, може и за Методиев да ја подигне, да. Благодарим уште еднаш. Yeah.